Добро вечер. Го следите централниот дневник на КТВ телевизија, а ова се настаните кои го одбележаа денот. Нови бизнис хоризонти. Кавадарци и Украинската Лвивска област ги здружуваат економските сили. Кавадарци денеска беше домаќин на Украинско-македонскиот бизнис форум. На истиот присуствува амбасадорката на Украина во Република Македонија Лариса Дир, градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев, представници на амбасадата на Украина, како и делегација од Лвивската област предводена од началникот на Лвивската областна воена администрација. Своје учество зедоа и представници на украински компании и компании од Кавадарци, кои преку презентации ги представија своите капацитети, производствени потенцијали и можности за воспоставување нови деловни партнерства. На форумот беше потпишан меморандум за разбирање помеѓу општина Кавадарци и Лвивската областна воена администрација. Документот представува значаен чекор кон унапредување на регионалната и економската соработка, размена на искуства и создавање услови за реализација на заеднички иницијативи и проекти од взаемен интерес. Сакам да му се заблагодарам на градоначалникот на прекрасниот град Кавадарци за можноста што ја создаде за оддржување на оваа средба меѓу представници на украинските и македонските компании, кое се надевам ќе придонесе за развојот на заемно корисните торговски врски. B2B е формат посветен на развојот на економските врски и на експортско ниво на донесување одлуки. Непосредното запознаење на македонските и украинските стручњаци и професионалци во својата област ќе овозможи склучување долгорочни договори кои ќе одговараат на ефикасна стратегија за маркетинг и продажба во рамките на B2B соработката. Втората работа на која би сакала да го насечем вашето внимание е изборот на местото на денешната средба, општина Кавадарци, а пред се нејзиниот прв човек, домаќин на настанот господин Митко Јанчев, и тоа не е случајно. Пред неколку дена, не само во Украина, се потсетуваме на последиците од терористички действија на руската армија, која пред 3 години ја разурна браната на Каховската хидроелектрана, предизвикувајќи една од најголемите еколошки и хуманитарни катастрофи. Тогаш, особено акутна беше потребата итно да се обезбеди вода за пиење за населението во тој регион кој страдаше од разорените последици на катастрофа. Благодарение на навремената помош, на која многу брзо одговори почитуваниот Митко Јанчев, во зоната на катастрофа беа доставени 170 тони вода за пиење. Во зимата 2023 година руската армија со ракетни и дронски напади разорно ја уништуваше енергетската инфраструктура. Киев и околините населени места страда од недостиг на електрична енергија и грејење. Меѓу нив и градот Буча. Благодарение на Митко Јанчев, во Буча беше доставен моќен генератор кој обезбеди топлина и електрична енергија за 1000 жители на градот. Во текот на 2024 и 2025 година, благодарение на господин Митко Јанчев и неговиот тим, украинските деца од подрачјите блиску до фронтот, Никополскиот район и Сумска област, кои речиси секојдневно страдаат од ракетни и артилериски напади на руската армија, имаа можност барем накратко да се одморат во прекрасната македонска природа. И оваа година децата од, за жал, се уште фронтовискиот Никополски район ќе имаат можност да се одморат од руската војна. Знаејќи го сета ова, уште еднаш сакам да му изразам благодарност на градоначалникот
на прекрасниот град Кавадарци, Митко Јанчев, за неговата добрата и искреното сочувство, преточено во конкретни дела. Да се напоит жедниот, да се стопли оној што страда од студ и да се обезбеди мирно небо, макар и за кратко време. Благодарни не сме само ние како тим на амбасадата. Доброто не може да остане незабележено. Во август минатата година председателот на Украина Володимир Зеленски го одликува почитуваниот Митко Јанчев со државното одликување на Украина орден за заслуги. Исклучително многу ви цениме и го цениме вашиот однос кон тугата несрека. Исто така би сакала да нагласам дека денес, покрај представници на украинскиот бизнес, присутни се и представници на Лвивската областна државна администрација, господин Роман и госпоѓа Христина. Лвив е прекрасен град во западниот дел на Украина, национален, културен, образовен и научен центар на Украина, во кој денес живее до 1 милион жители. Историскиот центар на Лвив е впишан на листата на светско наследство на УНЕСКО, што не ги спречува русите да изведуваат ракетни и дронски удари врз него. Лвивската област е една од најразвиените области во Украина во економска, туристичка, културна и научна смисла. Низината површина изнесува 22.000 квадратни километри и население е приближено 2 милиона и 500.000 жители. Особено ми е драго што денес ќе биде потпишен меморандумот за соработка меѓу Лвивска областна државна администрација и општина Кавадарци и што за време на потпишувањето онлайн ќе ни се приклучи господин Максим Козицки, председател на Лвивската областна државна воена администрација. Особено денеска ми е чест и задоволство и представува што по име на општина Кавадарци ја поздравувам на оваа средба која обединува бизнис лидери, предприемачи и партнери од Лвивската област, од Украина и Македонија, односно од општина Кавадарци. Овој настан е повеќе од деловна средба. Овој настан представува можност за градење нови мостови на соработка, за размена на искуства, идеи и визии, како и за создавање на нови партнерства кои ќе придонесат за економскиот развој и просперитет на двете земји и на двата региона. Македонија и Украина ги поврзуваат искрени пријателства, искрени односи, засновани на меѓусебна почит, разбирање и поддршка. Верувам дека бизнисот и заедницата на бизнисот има важна улога во дополнителното сврстување нови врски преку конкретни проекти, инвестиции и долгорочни партнерства. Кавадарци како економски активна и развиена ориентирана општина е отворена за нови иницијативи и соработки. Нашите компании поседуваат знаење, искуство и потенцијал за успешна меѓународна соработка, а убеден сум дека и украинските компании носат вредни искуства и можност од кои можеме заеднички да учиме и да се надградуваме. Денешната средба е одлична можност за воспоставување нови деловни контакти, представување на заеднички интереси и отварање на пат кон идни успешни проекти. Верувам дека во разговорите што ќе ги имате, ќе вродат со резултати со нови партнерства кои ќе донесат придобивки на самите компании, но и за локалната заедница и економиите на нашата земја. Би направил краток осврт на стопанството во општина Кавадарци. Општина Кавадарци е економски и стопански развиена општина, втора општина по бруто домашниот производ во државата. Невработеноста на минимален процент од 2%. Имаме компании од повеќе сегменти и области, од производство, трговија, транспорт, од тутунска индустрија,
од млечна, месна индустрија, од дрвната индустрија, градежните компании, металната индустрија, винарството кој што е како развиено, производството на безалкохолни и алкохолни пијалоци и како што спомнав и во делот на транспортот. Поради тоа што како општина сме доста развиени и невработеноста ни е на само 2%, и како ни треба ваков меморандум за соработка со област која што е над 2,5 милиона жители и да имаме партнерски односи за да може нашите бизниси и стратешки цели да заеднички ги остваруваме, односно да во едно време општина Кавадарци и бизнис секторот имаат поголем пазар и по-лесен пристап до украинскиот пазар. На крај сакам да се заблагодарам на сите што придонесува за ова организација, на регионалната стопанска комора, на нејзин председател, на бизнис сектор кој што е тука присутен, на амбасадата, на вработените во амбасадата и на делегацијата од Ливската област. Тоа е само една почит према општина Кавадарци и права можност за битна соработка. Посакувам успешен ден, успешни разговори, плодна средба и многу идни заеднички проекти и дружби. 8 пожарникари од територијалната противпожарна единица Кавадарци учествуваат во програмата за развој на Обединетите нации во соработка со амбасадата на Грција во Северна Македонија, односно специјализирана обука за урбано пребарување и спасување при земјотреси и поврзани катастрофи. Обуката се одржува во Скопје, започна вчера и ќе трае до 11 овој месец, а обучувачи се представници од Министерството за цивилна заштита и климатски промени на Грција. Целта на обуката е да се зајакнат знаењата и практичните вештини на учесниците за подготвеност и одговор при земјотреси, со фокус на пребарување и спасување во урбана средина, координација на активности и управување со повредени лица. Поради зголемена опасност од пад и загрозување на безбедноста на граѓаните, започнати се активности за отстранување на склонопадни објекти на повеќе локации низ градот на над 20 објекти. Со оваа мерка превентивно се делува на заштита на пешаците, возачите и околните објекти, со цел да се спречат несакани последици и да се обезбеди побезбедна урбана средина за сите. Безбедноста на граѓаните останува наш врвен приоритет, а активностите ќе продолжат и во наредниот период согласно проценките на стручните служби, информираат од локалната самоуправа. Под мотото, вистинскиот мотоциклист е одговорен учесник во сообраќајот и со тротинет и велосипед секогаш вози безбедно и според правилата. Во Кавадарци се спроведе голема превентивна акција насочена кон зголемување на безбедноста на најранливите категории учесници во сообраќајот. Акцијата се реализираше вчера во периодот од 10:30 до 11:30 часот низ градските улици, како заедничка иницијатива на Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата Кавадарци, Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата Скопје и одделението за внатрешни работи Кавадарци. На сите застанати учесници во сообраќајот им беа поделени едукативни флаери со корисни совети за важноста од носење заштитна опрема, почитување на сообраќајните правила и прилагодување на брзината. За оние возачи кои беа целосно сообраќајно исправни, ги почитуваа правилата и носеа пропишана опрема, Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата Кавадарци обезбеди и подели скромни подароци како поттик да продолжат со одговорното однесување. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски најави дека се планираат измени на законот за управување со електрични тротинети. Ако јас лично се прашувам, ја би ги забранил тротинетите да се управуваат во Македонија. Електричните тротинети. Но ќе оставам да во рамки на една дебата, предлози и така натаму да најдеме соодветно решение, тргнувајќи од аспект на повредени лица, тешко телесно повредени лица, загинати лица, јас би ги забранил скроз, без оглед на години старост. Ама министерот за внатрешни работи не е тој кој што да речеме дека го има последниот збор. Последниот збор секако е на собранието, а секако дека ќе бидат консултирани професорите, затоа и ги имаме овие состаноци, така да ќе видиме со
предлог решение ќе одиме до собранието, на секој дека тоа ќе биде поригорозно од она кое што го имаме моментално, заради тоа што моментално е нефункционално. За 2 години во образованието надминавме повеќе предизвици, изјави министерката за образование Весна Јаневска. Во овие 2 години владата на Македонија во областа на образованието успеа да надмине повеќе предизвици. Ке почнам од легислативата, промената на наставните планови и програми, секако учебниците кои веќе не се и нема да бидат предизвик во иднина, тренинзите или дообуката на наставниците, која е неопходна за да го продобриме процесот на образованието, новиот дневник кој одговара на барањата на наставниците, намалување на нивната администрација, значи има многу нешта кои што сме ги почнале, но јас ќе повторам како и секогаш треба малку време за да се видат ефектите во иднина. Голем и многу значаен е проектот на едносменската настава и како што гледате и владата и локалните самоуправи во државата посветуваат многу внимание. Над 200 училишта веќе се преминати во едносменска настава и јас се надевам дека до крајот на мандатот ќе бидат барем дупло повеќе, затоа што навистина во одредени подрачја, еве како што е овој дел на Ѓорче или дел на аеродром, е добро што имаме повеќе деца и ќе треба и дополнителни инвестиции. Со роаминг како дома, граѓаните ќе можат да користат мобилни услуги, повици, SMS пораки и мобилен интернет без дополнителни роаминг трошоци, односно под услови еднакви со домашните тарифи, порача од владеачката ВМРО-ДПМНЕ. За владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ главен приоритет се интересите на македонските граѓани. Направен е уште еден значаен чекор од кој директна придобивка ќе имаат токму граѓаните на Република Македонија. Станува збор за конкретен, видлив и практичен чекор кон европската иднина на Македонија, а тоа е приклучување кон иницијативата Роаминг како дома. Оваа иницијатива директно ги засега граѓаните, компаниите, студентите, работниците, македонската диаспора и сите оние кои патуваат или комуницираат со земјите од Европската Унија. Со роаминг како дома, граѓаните ќе можат да користат мобилни услуги, повици, SMS пораки и мобилен интернет без дополнителни роаминг трошоци, односно под услови еднакви со домашните тарифи. Поконкретно добиваме помали трошоци за граѓаните, полесна комуникација со семејствата, пријателите и деловните партнери во Европа, подобри услови за компаниите и поевтина прекогранична соработка. Тоа значи конкретна придобивка од европската интеграција, која граѓаните ќе ја почувствуваат директно во секојдневниот живот. Почитувани, во изминатиот период, владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ превзеде сериозни, суштински и одговорни чекори за согласување на домашното законодавство со европските директиви и регулативи во областа на електронските комуникации. Беа изработени 4 ГАП анализи за прилагодување на европските директиви и регулативи во македонското законодавство. Врз основа на тие анализи беше подготвен законски текст за измени и дополнување на Законот за електронските комуникации со цел усогласување со Европскиот електронски комуникацијски кодекс и релевантните европски регулативи. Нацрт законот беше објавен на ЕНЕР на 20 јануари 2026 година, пошто беше спроведена владина постапка. На седницата на владата, одржана на 24 февруари 2026 година, беше утврден текстот на предлог законот. Со тоа, владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ го заокружи клучниот национален дел од подготовката на законската рамка потребна за пристапување кон иницијативата Роаминг како дома. На 4 јуни 2026 година, Советот на Европската Унија го одобри отпочнувањето преговори со земјите од Западен Балкан за проширување на режимот Roam Like a Home. Ова е исклучително значаен чекор, затоа што отвара вратата за секторски преговори меѓу Европската комисија и секој од земјите од регионот, вклучително и Македонија. Дополнително на 20 јуни 2026 година е закажан состанок на кој ќе присуствува министерот Андоновски со министрите од Западен Балкан и представници на Европската комисија, на кој ќе се разговара за главните елементи на преговарачката рамка, следните чекори и степенот на подготвеност на секоја земја.
Ова значи дека Македонија не доцни и дека е подготвена. Ова е директен показател дека владата предводена од ВМРО ДПМН испорачува резултати. Почитувани граѓани, ова е пример како треба да изгледа европската интеграција, достоинствена со конкретна придобивка, а не непредвидив пат и нејасен крај. Токму тоа е политиката на оваа влада. Помалку празни зборови, помалку декларативност и изговори, а повеќе резултати, конкретни решенија и повеќе работа. Владата предводена од ВМРО ДПМН продолжува да работи на дигиталната трансформација, на европското согласување и конкретни мерки што го подобруваат животот на граѓаните. Ова е успех за граѓаните на Македонија. Продолжуваме посветено, одговорно и со резултати. Премиерот Христијан Мицковски смета дека реализацијата на проектот Чебрен и Галиште е стратешки проект не само за Македонија како држава, туку и за регионот. Па јас вчера во текот на брифингот реков дека една од иницијативите која што имаме е сами како држава да ја градиме, да го градиме, би рекол, целиот тој комплекс на централи на река Црна над постоечката Тиквеш, тоа се во јавноста познат како проект Чебрен и Галиште. Направивме пресметки и цениме дека овој е стратешки проект не само за Македонија како држава, туку и за регионот. До сега имаше многу неуспешни тендери, обиди за приватни партнерства, процеси поврзани со многу сомнежи. Доколку успееме да формираме синдикат на меѓународни финансиски институции, а разговорите се во таа насока, тогаш реално е да се очекува дека следната година ќе ставиме камен темелник на овој, би рекол, историски проект. Има многу причини за кои што верувам и јас и колегите во владата и во компанијата АДСМ, поранешно ЕЛЕМ, дека треба да се обидеме, и вака народски кажано, да стиснеме заби да го изградиме сами овој проект. Имајќи ги предвид климатските промени, убеден сум дека не само на Македонија како држава, туку и во регионот ќе им треба 2 резервоари за питка вода. А токму тие се акумулации таков тип на резервоари. Така што производството на електрична енергија можеби не е примарен предизвик, можеби терцијален или четврт поред. Имајќи предвид дека под постоечката хидроцентрала Тиквеш се наводнуваат некаде околу 60.000 хектари земјоделско земјиште, фармерите од тој регион најмногу се занимаваат со производство на грозје, на вино и така натаму. Ценам дека овие количини на вода само може да го помогнат тој процес, па дури потоа да зборуваме за производство на електрична енергија. Така што ова е амбициозна најава, но не невозможна и многу близко сме до конечна одлука да сама државата го гради овој проект. Уште една лага на Мицковски за реформите е разобличена. Брисел бара измени на законот за судски совет. Пресконференција на опозиционата Социјалдемократски сојуз на Македонија. Уште една лага на Христијан Мицковски за реформите е целосно разобличена. Брисел, по скратена постапка, бара измени на законот за судски совет. А владата со месеци го представуваше законот како доказ за наводен реформски напредок. Сега стигна потврда дека со манипулации и со трикови реформи нема. СДСМ за ова предупредуваше од самиот почеток. Председателот Филипче јавно посочуваше дека законот е усвоен без целосно почитување на препораките на оценската мисија и на Венецијанската комисија. Истото беше нотирано и во забелешките на СДСМ што ги достави, но Филков и Мицковски намерно ги игнорираа. Денес се покажува дека СДСМ бил целосно во право. Ова е уште еден доказ дека реформите на власта се само илузија, лага и манипулација. Едноставно, нема реформи во правосудството. Има само партизација и ставање под политичка контрола на власта. Советник на Мицковски станува судија, за обвинител се избира сопруга на градоначалник од ДПМН. Портпаролката на влада на телевизиски настап јавно изнесува информации за судски предмет кој што е во тек. На пресконференции на ДПМН се изнесуваат детали за истраги кои што се во тек. Мицковски
дели задачи од собраниска говорница, преку телевизија и преку телефон. Нема ништо за милионските скандали за тендери кои ги објави СДСМ, тешки над 100 милиони евра. Експресно се одбива кривичната за Мицковски, се молчи за кривичната за Славевски, собствениците на Алфа, а нема истрага ниту за Алта банка. Тоа е вистината денес. Затоа, столбот во фронтот за вистина и правда е новиот антикорупцијски закон. Правда со целосна дигитализација, соработка со Европското обвинителство, на кое што никој нема да може да влијае, како и заштита на сведоци кои ќе пријавуваат коруптивни сделки. Само така може да се поврати довербата на граѓаните и да се направи нов систем. Доста беше од манипулации, доста беа лаги. Граѓаните заслужуваат вистински реформи. По повод пуштањето во функција на новите игралишта на Средното општинско училиште Киро Спанџов Брко беше организиран мини турнир во мал фудбал на кој учество зедоа екипи од училиштето, Дрексел Мајер Кавадарци, јавното предпријатие Комуналец Кавадарци и општина Кавадарци. Огромна чест и задоволство е што сум присутен денеска на отварање на овие две спортски игралишта надворешни во Средното училиште Киро Спанџов Брко. Значи, како што најавивме, се работи за прво со вештачка трева фудбалско игралиште и заедно кошаркарско игралиште одма до него. Од името на градоначалникот Митко Јанчев и Советот на општина Кавадарци голема благодарност до нашата општествено одговорна компанија, тоа е нашиот Дрексел Мајер, која во втора декада е веќе присутна во нашите Кавадарци и со начинот на низиното функционирање, со начинот на низиното вложување, посебно во ова Средно училиште Киро Спанџов Брко, покажа голема општествена одговорност. Почитувани присутни, без нивната визија и без имплементација на нивното знаење како општествено одговорна фирма која и како остави белек во овие две декади во нашите Кавадарци, верувајте дека ова средно насочено училиште ќе немаше да ги достигне тие резултати и ќе немаше да овозможување на одредени нови смерови. Пред се тука би ја спомнал мехатрониката, која остави белек и која го следи новото време на машинството. Токму во тој правец од моје лично име и од името на градоначалникот Митко Јанчев и од Советот на општина Кавадарци една голема благодарност до господинот Томас Пицура. Сакам еден аплауз од вас. Вложувањето во образованието, вложувањето во овие спортски терени е нешто што е најважно, затоа што девизата на 21. век во здраво тело и здрав дух овозможува да и преку имплементирање на нашето здравје преку овие спортски терени, преку овие спортски игралишта, да ги потикнеме како младите, така и повозрастните, да ги прилично да го користат. Сега се наоѓаме во еден период на завршеток на учебната 2026 година, па еден повик до сите ученици, до сите возрастни во нивното слободно време да ги користат овие два наши бисери во овој дел на Кавадарци, воедно низ и цела општина, каде што ќе овозможи да се рекреира. Тоа што во разговор со менаџерот на овој училиште пред отварањето на овој настане, тоа дека во текот на наредниот период двете страни ќе бидат поплочени со бехатон плочки, а воедно од едната страна ќе се направи една трибина, така да овој дел, односно ова игралиште фудбалско и кошаркарско, уште повеќе ќе се разубави. Тоа е куриозитет и тоа што може да се користи во текот на ноќните часови, затоа што е под рефлектори. Лично како председател на Совет на општина Кавадарци, верувам и сите ние сме горди кога се отвараат вакви нешта, така да ова нека биде еден пример каде што вештачката трава ќе овозможи вовет во едно ново време во фудбалската ера на нашите Кавадарци. Се надевам дека во најбрзо можно време ќе овозможиме воведување на вештакот во поголеми димензии на фудбалски игралишта. Тоа е определбен на градоначалникот. Се надеваме дека заедно подпомогнати со општествено одговорни фирми, со влада на Република Македонија, заедно општествено одговорно ќе пристапиме на вештак кој како е потребен на нашите Кавадарци. Се надевам дека таа наша визија и таа наша идеја ќе стане реалност. На сите вас, на сите екипи, на сите тимови кои ќе земат учество ова вечер, да ви се заблагодарам за вашето присуство и нормално спортски нека победи најдобриот. Почитувани гости, почитувани екипи, тимови кои што ќе земете учество денес на овој мини турнир, односно на ова свечено отварање на овие два бисери, како што кажа председателот на нашето училиште,
за кои што сме многу горди и ни представуваат преголема чест и задоволство што еве дојде денот, дојде моментот свечено да ги пуштиме во употреба, односно надворешните спортски игралишта да се добијат функцијата за она што се правени и за што се градени. Пред се сакам да истакнам голема благодарност како отпочна сета ова работа, цела ова реконструкција. Благодарност најпрво до Министерството за спорт, затоа што тие беа првите кои што првите чекори ги направија. Тие ја донираа вештачката трева на ова фудбалско спортско игралиште и ПВЦ подлогата на кошаркарското спортско игралиште. Потоа несебично зема удел и зема учество компанијата Дрекселмаер, како и секогаш на било кое поле тие ни помагаат, така и сега имаа слух да помогнат, па целосната челична конструкција која што ја гледаме околу нас е донација од компанијата Дрекселмаер. Исто така несебична помош и поддршка имавме од градоначалникот и советот на општина Кавадарци, кои што за било кој проект, за било што и да се работи во нашето училиште секогаш имаат слух, секогаш ни помагаат. Исто така сакам да споменам дека и јавното предпријатие Комуналец несебично помогна за сето ова да изгледа како што денес изгледа вака, како што председател пак ќе потенцирам ги нарече овие два бисери. Ова свечено отварање ќе биде проследено со еден мини турнир во мал фудбал, каде што учество ќе земаат 4 екипи. Екипата од нашето училиште, средно општинско училиште Киро Спанџо Брко, потоа екипата од јавното предпријатие Комуналец, екипата од Дрекселмаер и екипата од општина Кавадарци. Па ви посакувам успех во овој турнир на сите екипи, играјте ферплей во духот на спортот и свечено и официјално ги прогласувам овие фудбалски и кошаркарско игралиште за отворено. Продолжуваме со временската прогноза. Сончево и топло со мала до умерена облачност. Ке дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Попладне ке има локална нестабилност со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град. Температурата ќе се движи до 33 степени. Во петок се очекува процесите да бидат поинтензивни со пообилен пороен дожд и изолирано невреме со појава на град, а температурата ќе опадне за неколку степени. Почитувани гледачи, тоа беше се во централниот дневник на КТВ телевизија. Ви благодарам што не следевте и имајте пријатна вечер.